да кажам, на околностите во кои што живееме, на стандардот во кој што живееме и така натаму. Например, она за ограничување на брзината стварно мора да се дозволи толеранција од 10 до 15 км. Значи сега у Београд кога бев разговарав со колеги, вика кај нас има толеранција од 10 до 15 км на час ако прекорачаш брзина. Значи не те казнува тогаш. Значи не можете, вистина со право луѓе се жалат. 51 км на час ти више баб ти стига казна. И стварно тоа сите го зборат луѓе, што сум правил муавет и вака, јас лично се фатив. Еве вчера баш овака, значи гледаш у брзинометар, ко кретен, да не прекорачаш, да не пречекориш поправо. Вистина одзема внимание. Значи мора да се дозволи тој праг некој на толеранција. А да не зборам за некои други работи што се малце шкакливи врска со новиве правила и овако. Второ, нема ништо да се изгуби ако се дозволи таа толеранција на пречекорување во наводници на брзина, не може да го наместат на 60 км. Во многу европски земји 60 км ограничувањето градска возња. Другото прашање е колку ќе го решат проблемот општо огромните казни на оваа сиромаштија кај нас и на оваа инфлација. Тоа го знам со сигурност. Најмногу ќе страдаат со огромни казни, несвојствени за нашиот стандард. Најмногу ќе страдаат сиромашните. Ем ќе останат без примања, ем ќе останат, што се вика онака, без леп во месецот, ем ќе останат без возило. Од сите страни онадени, како да ви кажам. А како што сме гледале примери, знаеме, некоја невоспитана джукела, кој што парите не му се проблем и вози кола од 100-150.000 евра, мислите дека тој ќе вози 30 на сат, 40 на сат со колата? Мислите дека него му значи нешто казна од 400 евра? Или еве 3 прекршоци па да му ја земете колата? Уште 10 има. Возен парк дома, паркирани, пред зграда или у вакво, или у куќа. Сами сум ги слушал како кажат, дај, човече, каде на дупла пуна 400 евра ќе ти одземе, ова ќе ти одземе. Ме боли, вика, тако, да кидам ким плата. Така размишљаат нашиве джукели неопеани. Тука треба да се регулираат некои работи, не знам. И таа казна, да кажеме, на овие што се, у принцип, тоа ако се симнуваат казните парично, ќе се симнуваат нормално, ќе важат за сите, јеби га, ама нема толку на удар да дојат сиромашните. Али исто ќе го боли него казни од 100 евра, наместо 400. Многу ќе го боли, ама нема да биде 400. Нема да му ја земете платата на човекот, затоа што сгрешил, може би најненамерно сгрешил, може се заборел, све се случува, сите возиме кола, сите сме во сообраќај. И сега заради таква работа да оставиш неговата фамилија без храна месецот, да мора доди да се задолжува, да подига кредити, брзи пари, кур се тресе уладна вода. Значи мора на се да се мисли кога вака драстично се менуваат некои работи. Буквално на се да се мисли. Ако не се мисли на се, ако се остаат некои работи вака, ќе видите многу брзо до што ќе доведе таа ситуација. До каков револт ке луѓето дош... ако ви е целта никој од нас да не вози кола, сите да се плашиме дали да седнеме у кола од толку високи казни, па не се решила работата. Затоа што нема јавен превоз. Нема јавен превоз. Тогаш ќе настанат циркузи од друга природа. Човек ќе си каже, подобро да закаснам на работа да ме казни поимање, 10% од плата или колку иде сето тоа, отколку 400 евра у тие гужвите да направам некоја глупост, не сакајки да ми ја земе цела плата, за која што работам месец дена, да треба да ја давам овакво сообраќајна. И кај се плаќа тоа таму. А дека треба да ни се дотера памет у глава, со тоа ја верувам си дека се сложиме дека треба да ни се дотера. Но треба многу лукаво, многу мудро да се види на кој начин тоа да се направи, а да не се случат некои други
компликации. Да нема едните да бидат граѓани, една категорија граѓани да бидат крајно штетени, опасно оштетени, а кај друга категорија граѓани, поимашни, тие казни да не влијаат многу на нивниот ментален склоп, на нивната сообраќајна и социјална култура. Ете тоа се надевам дека и ова што одложија малце ова роков за примена на овие нови технологии и законот, дека токму и затоа го одложија некои работи да испеглаат, да нашминкаат, да видат што како треба. И се надевам дека тука ќе излезат во пресред, за горе-доле, сите да бидеме на некој начин овакава, никој да не го јаде повеќе. Сите на некој начин да бидеме задоволни. Се јеби га, некојаш ќе ти се случи и ненамерно да сгрешиш, ама тоа не значи дека треба, дека ради таа твоја грешка треба да остоиш дома фамилијата без јадење тој месец. Викам, мора многу да се внимава на овие работи. Ете, а ова со јавниот превоз мора да биде приоритет. Чи мора да биде приоритет. Главен град. Го викаат ваков е, онаков е, никаков е Вучич, бесплатен јавен превоз, луѓе, се качеш, нити доаѓа оние, како се викаат тие, што контролорите со бейсбол палка да ти ебе матер тука ако немаш платено, да те шутираат тука на пот пред сите, нити ништо. Си влагаш, те вози, дали е тој Буџи Рахман некој со, она, како се вика, оваквото од Индија го вози автобусот, нема везе, дали некој од Нигерија, дали некој Србин, качеш, те симнува, цело време имаш снимен глас кој ти најавува кај се наоѓаш, дека ете оваа станица, таа следната станица, цело време ти кажува. Дори ти кажеш што е у близина, да не случајно промашиш ако си странец. Ете тоа. Па стварно се надевам дека ќе биде слушнат нашиот глас на возачите, на граѓаните, дека ќе ни се излезе у пресред во врска со таа работа. Тоа е едно и се надевам дека со сите промени би рекол со сите пеглања на проблемите што ќе се увидат у врска со казните и критериумите и правилата, дека тоа ќе има некаков ефект кај нас за некој година, две, дека навистина малце ќе се научиме на памет. Оти сега вие имате и други ситуации. Вчера возев, гледам, мислам сега тоа до 50 ограничена брзина, гледаш се тука зелено се запалено, тој или таа пред тебе 30 вози. Кочи цел совраќај. Страфи е на 45 да крене, и на 40. 30! И ти 60 пати го поминуваш на зелено. Ненормална работа, значи некои работи, не знам како да кажам, ние појма неа, може, не знам. Може пробно треба да се остави за почеток од кога ќе почне законот, пробно првите овакви казни да бидат драстично помали. Намерно у некое време трајање, пример, у наредни 3 месеци се плаќаат казни, али малце, знаете, нешто над символични суми, сега да не бидат ептен символични 50 денара казна, него што знамете да биде 20, 30, 50 евра највисоката казна, 3 месеци. Да го репнеш 3 месеци, па некој може за тие 3 месеци 5 казни, обичен смртник ќе плати, па тоа ќе го полека, ќе го навикне, ќе го научи за кој ќе влезе тој вистинската примена на сите казни со соодветните парични средства, ќе биде многу повнима. Не знам, нешто има толку многу работи да се направат, само треба да се седне и да се размисли добро, а јавноста ги слушате поплаките, критиките, треба да се прифатат, некој да се отфрлат тие што се добри предлози, да се прифатат и да се оди кон следување на таа работа. Ете тоа. Имајте убав ден, па се гледаме.